Добро вечер. Код продолжува со истрагата што се случи на копниот 10 февруари на кај Макчалан, кога на врвот починаа Калина Велевска и Александар Миновски, планинари, чии тела беа пронајдени дури по 24 часа од нивното исчезнување во близина на црквата. Полицијата во Едеса се уште го составува извештајот за истрагата околу овој настан, а во Македонија обвинителството отвори постапка. Но најдовме и кога и како бил казнуван Зоран Костадинов од Трансферзалец за непостапување по закон. Во коти за различните аршини на судовите. Мотоциклист по тешка сообраќајна несреќа остана и без бубрек, ама и без одштета. Ексклузивно во Код објавуваме дека Зоран Костадинов, на чија домашна адреса е регистрирано планинарското друштво Трансферзалец, во ноември бил казнен со 400 евра, казна затоа што организира тура на Боровец, која била целосно туристичка, а затоа не склучил договор со туристичка агенција. Стопанската комора за туризам испратила допис до Државниот инспекторат, а тие до инспекторатот на град Скопје. И покрај казната, Костадинов, наречен Москито, незаконски ја организира и турата на кај Макчалан, која имаше трагични последици за Калина и Александар. Во оваа зграда до студентскиот дом Кузман се наоѓаат официјалните канцеларии на студентскиот парламент и студентскиот правобранител. Овде од време на време се среќаваат и планинарите на Трансферзалец. Тоа го пишува и на нивниот вебсайт. Состаноците се обично во четврток попладне. Нема ознака, нема табла, нема име на Трансферзалец. Кога во четвртокот отидовме за да се видиме со луѓето од планинарското друштво, во надеж дека таму ќе биде и претседателот Зоран Костадинов со прекора Москито, не идовме на затворени врати. На телефонскиот број оставен за контакт на Москито, на листата летни водачи, се обидов да разговарам со него. Вие ме рековте дека можам да се јавам од кога ќе биде извештајот поднесен во Федерација. Се јави неговата сопруга. Ни кажа дека Костадинов се уште нема да дава изјави за трагичниот настан, дека за се прво треба да се консултира со Федерацијата на планинарски спортови и да ја почекаме истрагата на обвинителството. За сега немаат состаноци. Разговорот заврши со зборовите дека кога Костадинов ќе сака да излезе во јавноста, ќе ме најде. Така останав без шансата да го прашам десетици прашања и за несреќата, но и за работата на Трансферзалец, која официјално е заведено како друштво за планинарски спортови, по се изгледа на домашната адреса на Зоран Костадинов, која е овластено лице. Костадинов турите ги организира главно како физичко лице. Понудите ги има на Facebook страниците на Трансферзалец и на нивниот вебсайт. Оваа за кај Макчала не е прва така наречена акција која наликува на туристичка понуда. Во ноември минатата година тој нуди тура за освојување на највисокиот врв во Бугарија, Мусала. Дводневна тура на 25 и 26 ноември. Цена на акцијата е 42 евра или 2600 денари. Во неа е вклучен превозот и едно накевање со појадок, користење на базенот во хотелот Рила, кој се наоѓа во Боровец. Доколку постојат повеќе од 2 услуги, се работи за туристички аранжман. Овдека веќе ги имаме ноќевањата, превозот, факултативата. Тоа е комплетно туристички аранжман и ништо друго. Кога го праша во претходниот код председателот на Федерацијата на планинарски спортови Јовице Угриновски, зошто овие така наречени акции наликуваат на туристички тури, тој еве што одговори. Појдувајќи од Турција на исток до Словенија на север и запад, не подлегнуваат во ниједна од овие земји под категоријата туризам. Новостопанската комора за туризам на Македонија не мисла така. Билјана Пејовска-Ристеска уште во ноември лани покренала иницијатива за казна на Костадинов заради кршење на законот за туристичка дејност. Уште на 23.11.2017 година по анонимна дојава исто така добива допис во кој што е посочено лицето Зоран Костадинов како организатор на таква тура, меѓутоа тогаш за планината Рила во Бугарија. Тоа е комплетно аранжман кој што треба да го има изработено како понуда субјект, туристичка агенција и никој други. Како вие реагиравте на ова? Веднаш, истиот ден, на 23.11, од моја страна е доставено барање до Државниот пазарен инспекторат за поведување на постапка за одредено неправилно и нелојално работење на одредени лица. Овдека не е субјект, значи правно лице, него е физичко лице, меѓутоа има организирање на одредена дводневна тура со аранжмански концепт.
По ова Костадинов бил повикан во инспекторатот на град Скопје. Јас го повикав лицето Зоран Костадинов, дојде кај мене во канцеларија и му уочив дека според член 6 од Закон за туристичка дејност на Република Македонија постапил неправилно и беше казнет со мандатна казна од 400 евра, која што уредно си ја плати. Воедно му уочив дека нема право да објавува туристички огласи и да патува надвор од Република Македонија со комерцијални огласи. Тој е казнет, но бидејќи ја платил казната во предвидениот рок, наместо пропишаната од 400 се намалува на 200 евра. Што ви беше кажано од Зоран Костадинов? Па неговиот одговор беше не сум знаел и дека му очив дека така не треба веќе да постапува и рече во ред, од сега ќе го почитувам законот, но му кажа дека големи средства на пари треба да се плати, голема е казната и рече да, ќе си ги собереме ние средствата од членовите, ќе го покриеме ова не е во ред. Ова не е единственото прекршување на законот од страна на Костадинов уште кога ја планирал турата за Боровец. На Facebook профилот за патувањето во Бугарија стои: Пријавување и уплата најдоцна до четврток 23 ноември 2017 во продавницата пред студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу. Лице за контакт Зоран Костадинов. За уплатите во кеш, Костадинов не издава каса прими, уплатница, ниту еден доказ кој колку пари уплатил за напад, ниту пак се знае каде завршиле тие пари. Во локалната продавница не сакаа да кажат ништо за трансферзалец. Рекоа дека не знаат каде се наоѓа планинарското друштво. За парите заработени во кеш, председателот на Федерацијата Закот велеше дека се за планинарските домови. Профит не се остварува, учесниците ја плаќаат реалната сума на чинењето на турата, например, ако е влезница, национален парк, ако е сместување, ако е жичара, ако е предвидено спиење и така, тоа се плаќа и после тие пари се даваат на соодветните места каде што тоа треба да се наплати. Во однос на ова како доказ кој што мене ми стои, пишува дека има сума која што треба да се уплати и дека сумата е претпоставувам во кеш, не пишува нигде ништо друго, но тоа не е во наша надлежност, тоа е во надлежност на УЈП. Значи таму немате ниту фискална сметка, ниту наплата преку системот на регулативата, него имате на рака. УЈП може да ги казни за непоседување на фискална каса и за неиздавање на сметка. Стопанската комора за туризам алармирала, инспекторите реагирале, а Костадинов ветил дека повеќе нема да организира туристички тури без да склучи договор со агенција, како што налага законот. Но ветувањето не го исполнил. По само 2 месеци повторно објавил исто таква понуда, овој пат за Кајмакчалан. И покрај државниот пазарен инспекторат со сето она што го превзема градот Скопје, лицето Зоран Костадинов, кој што е водич за планински тури, повторно ја организира оваа тура за која што навистина имавме трагичен крај. Турата која што е организирана, која ќе видите на Кајмакчалан и Ниче, таму веќе имате и повеќе од дводневен аранжман. Значи имате со разглед, со факултатива, точно се кажани историски податоци, што ќе се посети, дури го имате и оној дел што може да користите, кај што вика понесете пешкири за бањање и слично. Автобус со 50 на лица заминува за Грција, без туристички водич, без пријава каде одат, без официјална постапка за престој во друга земја. Она што Костадинов не го почитувал е и обезбедувањето на локален водич за планината и врвот кој ќе го освојуваат. Прописите се дека доколку е преку туристичка агенција, они мора со себе да имаат туристички придружник кој што ќе биде со нив цело време, а треба да имаат водичи да ангажираат на локалното место кај што престојуваат. Во случајот, Утракија, ако не се лажам. Во случајот на планината би ги носел водич кој што е зимски или водич планинарски од местото од кај што тргнуваат. Значи би било многу посериозно водењето и потрагата. Да, бидејќи тој што е од таа страна, во случајот во Утракија и Грција, тој е домашен и сигурно повеќе го знае теренот него било кој од нас овде. Калина и Александар го освоија врвот, но за жал таму заврши нивниот живот. По емитувањето на код, Стопанската комора за туризам повторно покренала иницијатива за казна, но овој пат на трансферзалец, бидејќи друштвото, а не Костадинов, ја организира турата за Грција. Веднаш по вашата емисија
поднесовме барање до Државниот пазарен инспекторат како Стопанска комора за туризам на Македонија, друштвото, овој пат не физичкото лице Зоран Костадинов, да се испита и да се најде санкција која што ваквите појави навистина ќе стави крај како правно лице. Значи, планинарското друштво Трансферзалец овој пат бараме, затоа што имаме изричито прекршување на членот 6 од туристичката дејност, меѓутоа имаме и прекршување на регулативата во однос на платниот промет и наплата на ДДВ. Казната по член 71 од Законот за туристичка дејност за правното лице е од 2 до 4.000 евра, меѓутоа истиот тој член предвидува и глоба во износ од 500 до 1.000 евра против вредност на одговорното лице во правното лице. Во Федерацијата на планинарски спортови Трансферзалец не е единственото друштво кое за своето членство организирало туристички тури. Ги имало и за Банско и за Копаоник. Ние не потпаѓаме по тој знак, ја колку што знам. До сега не сме имале никаков проблем, нити некој од овие држави кои што ги спомнав немала такво искуство. Дали до сега сте имале проблем со Сојузот на туристички организации, односно агенции, или со комората, или со агенцијата во однос на овие прашања, дали ви забележувале дека им влегувате во секторот на организирање на тури? Не. И јас искрено бев фрапирана од изјавата на председателот на Федерацијата на планински спортови, господинот Угриновски, кога кажа дека ние до сега не сме имале такви проблеми и ние не подлежиме на таков закон. Значи, тука господинот Угриновски или не бил информиран дека во ноември месец веќе со истиот тој водич таква тура постоела во организација и имало постапка од Државниот пазарен инспекторат по наше барање, значи Стопанска комора за туризам на Македонија, или знаел, па не сакал тоа да го каже. И како може, значи Федерација на планински спортови да нема стручна служба која што ќе знае и што ќе прати дека при вакво организирање на тури мора да постои некој што ќе оди по Законот за туристичка дејност како организатор, а тоа се туроператорите, туристичките агенции и никој други. На Зоран Костадинов му е одземена лиценцата за водич, но правно Трансферзалец продолжува да работи. Од Стопанската комора за туризам на Македонија бараат поостри санкции. Ова да се спречи и да не дојде до вакви последици како што беше со овој случај. Македонските истражни органи се заинтересираа за трагедијата на Кајмакчалан дури 10 дена откако загинаа Калина и Александар. По пропуштеното време, одлучија да бараат документација во Планинарската федерација и во друштвото Трансферзалец. Код истражува зошто не е вклучена македонската судска медицина, додека во Солун, каде е извршена обдукцијата, велат дека ќе им треба најмалку 4 месеци за да го подготват финалниот извештај. Но солунските форензичари даваат прецизни податоци за времето на смртта на Калина и Александар, иако тоа е многу тешко за утврдување при случаи кога загинатите умреле од замрзнување. Код беше и на обука за зимски планинарски водичи. Планинарите се жалат дека нема државна служба за спасување во планини. За код спасувачите откриваат дека го жртвуваат животот, ангажирани со договор на дело и со сопствена опрема. Се постапува. Тоа е единствен, краток одговор за истрагата за Кајмакчалан, што КОД го доби во МВР. Истрагата ја води Скопското обвинителство кој издава наредби на единицата за населен криминал во ОСВР Скопје. Наредено е да се провери начинот на организирање планинарски акции во Федерацијата на планинарски спортови, да се провери функционирањето на Трансферзалец и организацијата на трагичната тура. Полицијата треба да ги провери и листинзите на мобилните телефони на Калина и Александар. Во Планинарската федерација ни потврдија дека полицијата ги посетила по објавената информација за истрагата. Се што побарале им дале, главно станувало збор за правилници и документи. Не се задржале многу. Инспекторите им кажале дека доколку им требаат уште документи, ќе ги контактираат. Федерацијата на планинарските спортови во Македонија има постојан адрес. Се наоѓа во Даре Џамбас во центарот на Скопје. Но немаше податоци дали инспекторите го посетиле и Трансферзалец. Една адреса им е во центарот на Скопје, во просториите на студентскиот парламент. Официјалната адреса на клубот
е во куќа во Жданец. Обвинителството се решило да ги користи услугите на скопските полициски инспектори за борба со насилен криминал. Единица која вообичаено истражува оружени грабежи, киднапирања, а сродна им е и единицата за крвни деликти задолжена за убиства и телесни повреди. Единицата за насилен криминал се користи за истраги кога има смртна последица, како што е Кајмак Чалан, и најверојатно тоа е и причината поради која обвинителството решило да ја води истрагата преку оваа полициска единица. Главен проблем поради кој истрагата во Македонија ќе оди потешко е што трагедијата се случила на грчка територија. Сите информации за истрагата во Скопје треба да дојдат од зад јужната граница. А една од најголемите непознаници беше извештајот на локалната полициска станица во областа под Кајмак Чалан. Полицијата напишала дека спасувачите го нашле Александар во свесна состојба, но тој им испаднал додека го извлекувале со ремен. Според соопштението на спасителот, додека течело извлекувањето со ременот, истиот поради непозната причина се откачил од ременот и паднал по стрмната падина на уште поголема длабочина, каде поради темнината и лошите временски услови, силен снег и силен ветер кој во моментот преовладуваат таму, беше невозможно да се лоцираат. На документот е потпишан заменик командантот на полициската станица во Воден, или по грчки Едеса, Димитриос Јоргицас. По неколку дена упорно барање го добивме на телефон, но тој не сакаше да коментира за извештајот. We can't give information about this event. Okay? Why your name and your phone number are written on the document from your police station? Yes, but we have a press office where you can take some information. Од полициската прес-служба во Солун само кратко одговорија дека истрагата се уште е во тек. Во документот, потпишан од Јоргицас, стои дека грчките спасувачи ги нашле македонските планинари во 22 часот навечер по грчко време, истиот ден кога исчезнаат. За Александар напишале дека бил свесен, додека за Калина предпоставувале дека можеби е починат. Во извештајот стои дека и двајцата биле идентификувани, односно воочени вечерта на 10 февруари, но имал обид за извлекување само на Александар. Ако веќе ја виделе Калина која според истиот извештај била во дупка ископана во снег со длабочина од 1,5 метра, не е објаснето зошто не е извршен обид за нејзино извлекување веднаш вечерта, туку е оставено до утре напладне. Наведено е дека спасувачката мисија била запрена по инцидентот со Александар поради лошото време. 3 дена подоцна успеавме телефонски да ја добиеме судска медицина во Солун. Таму е извршена обдукцијата. Ни беше посочено дека е утврдена причината за смртта и времето на смртта на двајцата планинари од Скопје. Миновски Александър, February 10th. Yes, February 10th. February 10th. Yes. About 11 in the evening. And for Kalina? The same day, about 10. The cause of death is the same for both? Frozen. Форензичарот Мармалакис дава прецизно време на смртта, многу слично на онаа што е спомнато во извештајот на полициската станица Воден. Тврди дека Калина била почината околу 22 часот, а Александар 1 час по неја и 1 час по неуспешното излекување. Во Скопскиот институт за судска медицина ги слушнале изјавите на грчките колеги. Прочитав и дека е дадено точно време на смрт. Тоа или ние не сме го разбрале човекот, или тоа премногу смела изјава да се кажува точно тогаш починале, особено кога се работи за случај каде што имате смрзнување. Не можете и не знаете, освен ако тој колега нема дополнителни податоци од полицијата, па врз основа на тоа да дава нешто приближно кога починале. Смртта на Калина и Александар е регистрирана пред полноќ на 10 февруари. Тие биле забележени од грчките спасувачи во сличен период. Пропаднал обидот да биде извлечен Александар. Но дали македонските планинари од експедицијата на Трансверзалец го знаеле тоа? Одговор никој не дава. Едноставно, како да се заветени на молчење, сите тие 38 на планинари кои се искачувале со Калина и Александар. Водичот на турата Зоран Костадинов Москито барал помоши од македонски спасувачи. Се јавил на Петар Нолев, командир на планинарски спасувачки тим од Битола,
дел од Дирекцијата за заштита и спасување. Инолев е искусен планинар, но и спасувач. Во 3 часот и 40 минути наутро добил повик од Костадинов Москито од Грција, кој му кажал дека двајца планинари се изгубени. Зоран Костадинов Москито известува дека 2 лица од неговата група се исчезнати на врвот кај Макчалан и дека по нив се трага од околу пладне 12:30 часот, па се до 20 часот, од страна на грчките спасувачки екипи и од самиот Костадинов. Во овој разговор Москито не го спомнал периодот кога е најден Александар. Веднаш почнала подготовка и мобилизација на тимот за спасување на ДЗС, кој треба да брои од 12 до 14 луѓе. 4 спасувачи требало со моторни санки да стигнат до летната караула на Кајмакчалан, која се наоѓа на 2000 метри надморска височина. Останатите требало да стигнат со турноски до караулата. Временските услови за понатамошно искачување од македонска страна на опасниот Кајмакчалан биле премногу ризични за интервенција, но доколку се створат минимални услови, ќе се извиди теренот. Тоа било планот. Но веќе при искачувањето ја дознале трагичната вест за погибијата на Калина и Александар. Македонскиот спасувачки тим се враќа во Битола во недела во 19 часот. Одговорите и за нив се непознаница. Кога би ги имале сите детали и сите изјави од нивна страна и од наша страна, тогаш би може да коментираме. Сега за сега мислам дека се работи за голема трагедија, апсолутно голема трагедија, и мислам дека во поновата историја на Македонија и планирањето ваква трагедија не била забележена до сега. Одговорот ќе треба да се бара. Но како? Македонската истрага веќе почна, ама не е свртена кон нова обдукција на загинатите. Тоа не е ниту побарано од судска медицина. Иако тоа не е правило, меѓутоа може би требаше да се побара да се направи реобдукција, особено затоа што имаме податок дека телото при излекување паднало во бездна. Да се види кои се повредите, што се повредите, може би тој човек не починал од смрзнување, може би починал од повредите. Меѓутоа пак ќе кажам, колегите во Солун сигурно си ја знаат работата. Од обвинителството или било кој орган од нас не е побарано никаква интервенција, нити пак совет некој околу тоа што како би се правило. Веројатно обвинителството нема интерес во самиот настан како се случил и причините за смрт. Веројатно друго ќе истражува обвинителството. А резултатите од Грција ќе ги чекаме со месеци. When you will finish the report? When you will send to the police? At least 3 months, 4 months. Сепак 4 месеца мислам дека е премногу долго. Може би на тој институт немаат, јас не ги познавам, токсиколошка лабораторија, може би ги праќаат примероците некаде во друга лабораторија, може би заради тоа треба време. Меѓутоа самиот процес на изведување не би требало да биде толку долг, односно да трае 4 месеци. И додека во Скопје се води истрагата, екипата на КОД се упати кон Пелистар. Таму се собраа колегите на загинатите планинари. Беа на обука за зимски водичи на планинарски акции. А токму зимски водач немало на Кајмакчалан. Ако ова ме допре до површината, значи овој агол проти површината ми е 45. Значи сум влегол во опасност. 35 беше опасност, ова ми е 45. На обуката имаше и многу искусни планинари кои се качували до кровот на светот, Хималаите. Но сепак мора да ја поминат обуката доколку сакаат во зима да водат други планинари кон врвовите. Дури Хималајци тука не посетува и Здравко Дејановиќ, кој што си ги почитува правилата, почитува дека треба да има лиценца за зимско планинарење, за зимско водење, и од него навистина очекуваме негови сознанија од искуството. Тука ни се нашите Петар Нолев и Игор Радичовски од Битола, кои што поминале многу курсеви во странство и сето тоа го преминуваат во скијачкиот центар Битола. И навистина, иако искусни планинари и спасувачи, сите беа на предавањата. Ги слуша лекциите како да се стане добар водич на планина зиме. Да зрачите со самоувереност и луѓето тоа да го видат и да ви веруваат. Една од главните теми им беше и Кајмакчалан и сите неодговорени прашања кои лебдат за трагедијата.
Ќе бидам коректен, никако не гледам на оваа ситуација, зашто јас не сум бил таму. Имам ја информации попречни од луѓе што биле таму, значи различни, што мене ме зачудува. Дејановиќ се искачал на Хималаите, но она што му пречи е однесувањето на новопечените македонски планинари. Сум пробувал во минатото да ги искритикувам, да им кажам дека што не биле, да кажеме, во моја група, еве, например, има искачување кораб, има искачување титовар во зимски услови. Едноставно да им дадам сугестија дека не се доволно премени, дури тоа кај нив наидува како на, не знам, понижување од моја страна, што така сум се обратил. Нема механизам, едноставно и ова би го кажал, значи што е крајно непопуларно ете од моја страна, меѓутоа има луѓе што одат на планина за да направат некоја слика гори и да стават на Facebook без желба да одат на планина. Да не постои Фејсбукот, ја тврдам дека голем дел од луѓето што одат сега на планина, тие помодари што ги викам, не би пристапиле на планина. Сепак се отвори и прашањето за македонски спасувачки служби на планини. На Педистер дознаваме дека иако сите мислат дека Македонија нема таква спасувачка служба, во Дирекцијата за заштита и спасување има 2 тима во Тетово и во Битола. Дирекцијата за заштита и спасување најодговорно тврдам дека во изминатиот период не го стави доволно акцентот на тимовите за брз одговор, односно за информирање на луѓето дека такво нешто постои. Постои проблем со пријавувањето на случаеви, односно можеби постои проблем дека ние немаме унифициран број за несреќи. Не е само проблемот во неинформираност, туку и во тоа што спасувачите го ризикуваат својот живот за да спасат друг, не како вработени, туку како ангажирани под договор на дело. Нашите припадници се под договор на дело, кој што не е баш многу обврзувачки во однос на ангажманот. И ние се мобилизираме со акт на мобилизација, односно мобилизација од резервниот состав. Доста солидно опремен, меѓутоа сето тоа се приватни лични опреми, пошто ние имаме некој таков договор. Петар, кој како искусен планинар, но и спасувач, учествувал во акции за наоѓање на над 100 планинари изгубени во убавите планини, заедно со уште 11 колеги, на снег ги учеше лекциите на курсот за зимски водичи. Една од лекциите беше и зимско преноќување. Продолжуваме и со копање со подготовка на бивак, со бивакирање и преспивање во текот на ноќта, а утре продолжуваме со нови вежби, тука се правење на огради од јаже во зимски услови и прибарување со лавинска опрема. Лекциите ќе ги научат за во иднина. На Педистер, на 40 на километри воздушна линија од трагичниот Камакчалан. Трагедија за која, иако не ги знаат сите одговори, беше нивна инспирација за обука, за да не се повтори минатото и грешките кои ги однесоа Калина Велевска и Александар Милновски. Ем без здравје, ем без пари. Вака може да се опише судбината на синот на семејството Талеви Петровски од Скопје. Имал тешка сообраќајна несреќа во која останал без бубрек, а подосна поради различни судски аршини останал и без дел од претходно досудената одштета. Иако пониските судови пресудиле осигурителната компанија да исплати 42.000 евра, Врховниот суд со ревизија се ставил на страната на компанијата, а не на жртвата. Речиси 10.000 евра сега треба да ја врати повредениот на осигурителната компанија, пари кои веќе ги потрошил на лекување. Шеснаесетти ноември 2010, на местото каде се вкрстуваат улиците 16-та македонска бригада и Лазар Поп Трајков, Опел Вектра, удрила во моторциклист кој возел Honda 600, а возачот на моторот се здобил со тешки телесни повреди. Опел Вектрата се движела по улицата Лазар Поп Трајков и сакала да сврти кон лево и да се вклучи на 16-та македонска бригада. И покри тоа што пред неја имало комбе кој исто така било свртено кон лево и кое застанало за да го пропушти моторциклистот, возачот на Опелот го одминал комбето, сакајќи да се вклучи на истата улица, но во тој момент го удрил моторот. Ова е навидум едно од многобројните сообраќајни незгоди кои секојдневно се случуваат во Скопје, но сообраќајката близу факултетот за ветерина речиси целосно му го променила животот на семејството Талев Петровски. Нивниот 21 годишен син завршил на скопските клиники, од каде го прегледале и пуштиле дома,
кажувајќи му дека нема посериозни повреди. Беше дежурна една жена лекарка, го виде на ехо, го врати назад, тргна на компјутер да го снимаат. Во моментов јас се задржав во ходникот и ја чув, зборуваше со некој од колегите на телефон, што направивте, детето ви отиде. Многу сериозна грешка имате направена. Не знам со кого зборуваше. Но второто доаѓање на клиника било запрепастувачко за докторите. Она што не успеале да го откријат веднаш, го констатирале со деталните прегледи. Оштетен бубрек, белодробно крило и повреди по слезината. Тогаш прашав, докторе, сакате да ми кажете дека детето ми отиде? Кога излезе главниот негов хирург Шумковски, беше мокар човекот како од под туш. И баш вака ги спушти рацете, вели, што знаев правев, јас не сум Господ, не верувам да преживее. 13-тиот ден за чудо Божје ја помина кризата. Од овој момент почнува психолошката, но и правната голгота на семејството на повреденото момче. Додека се уште не можат да се опорават од траумите и со месеци трае закрепнувањето на нивниот син, тие во исто време се одлучиле да бараат одштета за да му помогнат при лекувањето. Но не од човекот кој ја предизвикал несреќата, туку од осигурителната компанија во која бил осигуран. Оној што ја предизвика сообраќајната незгода беше виновен, меѓутоа тоа беше исто младо момче што не сакаше тоа да се случи, меѓутоа се случи. Пред првостепениот суд Скопје 2 се водел судскиот спор за оштета. Во пресудата се впишани многу причини поради кои моторциклистот мора да добие парична помош. Од губењето на функцијата на едниот бубрек, преку тешките повреди на останатите внатрешни органи, па се до тоа дека ова влијаело многу врз неговото психичко здравје. Тужителот трпел душевни болки за тоа што животната активност била ограничена, не можел да ги извршува своите лични потреби и животни задоволства, а вложувал и дополнителни напори. Душевната болка поради ограничената животна активност била во тежок степен. Кон ова се придружиле и психолошките тегоби од стресот доживеан при сообраќајната незгода и посттравматското растројство. Постои тежок и траен инвалидитет поради отстранување на 6 и 7 лобус од црниот дроб и функционалниот губиток на десниот бубрек. При тоа неопходно било да се следи функцијата на единствениот функционален бубрек, кај тужителот имало повреда на белите дробови и превларен излив, а во иднина можно е тоа место да е подложно на инфекции. На име на нематеријална штета судот донел одлука момчето да земе оштета од осигурителната компанија 2.600.000 денари или нешто повеќе од 42.000 евра. И по сите тие изведени докази, сослушување на тужителот и така натака, нели се течеше по законски ред, се добивме една првостепена присуда, со која што бивме релативно задоволни да речам и со која што оштетениот да речеме доби еден задоволителен изnos за надомесна штета. Јас дури имав идеја, доколку имавме повеќе средства, да додека сум во добра здравствена состојба, да извадам еден мој бубрек, да го замрзнем или како тоа се прави медицински, да остане да биде за него. Мене не ми требаат 2 бубрека, да ви кажам искрено. Исплатата била извршена. Осигурителната компанија ја реализирала правосилната пресуда, а момчето полека закрепнувало. Но во исто време компанијата и барала ревизија на пресудата, ја ревидирал Врховниот суд. После 5 години донел одлука. Дел од парите кои ги добила жртвата да ги врати назад на компанијата. 10.000 евра потрошени за залекување на болката треба да се вратат назад. А кусото објаснување дека ново определената сума е реална сатисфакција. Сосема субјективно беше мислењето на врховните суди кои што ја донесоа ваквата присуда и кои што суди го намалија износот утврден на оштетениот за еден значителен дел, без при тоа да имаат никакви нови елементи во утврдување на штетата, односно без никаков контакт со странките. Не постојат критериуми врз на кои што се утврдени висините на нематеријалната штета. Значи не постојат никакви таблици со кои што ние можеме да заклучиме дека ако оштетениот, не знам, има скршена, да речеме, клучна коска или скршеница на нога, му следуваат толку и толку пари.
Законот за облигациони односи во членот 205 јасно напишал во кој случај може да се задржи применото. Не може да се бара враќање на неосновано платени износи на име надомест на штетата поради повреда на телото, нарушување на здравјето или смрт, доколку исплатата му е извршена на совесен прибавувач. Овој член сепак различни судии различно го толкуваат, тврди адвокатката Зоја Андреев. Таа во жалбата се повикувала на други пресуди од истиот суд, каде во слични случаи врховните судии пресудиле спротивно од ова во нивниот случај, ама добило одговор дека постојат и пресуди идентични со оваа. Заради ваквата поделена судска пракса и различното толкување на оваа законска одредба од страна на судиите во еден ист суд, постои правна несигурност затоа што не можете да бидете сигурни каква одлука судот ќе донесе во конкретната ситуација. Значи, јас имам проблем како адвокат кој што се занимава конкретно со оваа дејност, кога ќе дојде странка во мојата канцеларија, јас не можам да му кажам дека ќе добиеме ваква или таква присуда. Од Врховниот суд не успеавме да добиеме одговор зошто за слични ситуации и повикувајќи се на еден ист закон има различни пресуди. Хелсишкиот комитет е запознаен со ваквите и слични ситуации и вината ја гледа во судовите кои најчесто според нивните истражувања се ставаат не на страната на граѓаните, туку на компаниите. Токму поради ова е нарушена довербата во нив. Граѓаните воопшто не гледаат заштитник на нивните права од страна на судовите. Впрочем, од сите институции кои што беа наброени за тоа кој ги заштитува човековите права, судовите беа на последното место, односно само 11% од граѓаните сметаат дека може да бараат заштита од судовите кога се прекршени нивните права. За адвокатите итно е неопходна потребата да се направи толкување на законската одредба, која ќе представува воединечна судска пракса и ќе им дава насока, но и ќе ги обврзува судиите. Веќе неколку години уназад не можеме да го постигнеме тоа за кое што се залагаме, значи за правилна примена на законите, за воедачена судска пракса, затоа што сепак тоа е, тоа е за граѓаните, тоа е од значење за граѓаните. Сметам дека согласно уставот, законските одредби секогаш треба да се толкуваат во корист на граѓаните. Тоа не е истиот човек што беше. Опоравувањето трае се уште и негово и на цело семејство. А не сме истите што бевме. Јас би прашала само дали тие врховни судии, 5 члени, имаат семејство, имаат деца. Момчето без бубрек повеќе нема каде да се жали. Сите правни можности се исцрпени. 10.000 евра за лекување сега ќе ги врати, но во иднина опциите на третата власт се или да е на страната на жртвите како него, или на моќните компании, се додека државата не донесе конкретно законско решение за ваквите случаи. Ви благодариме што и вечерва бевте со Код. Се гледаме следната недела во исто време.